Трчањето е дом за мене. Ме прашувате зошто трчам, бидејќи не можам да си го замислам животот поинаку. Некогаш летам, некогаш се мачам, ама никогаш не се откажав од мојот пат. А јас сум само една обична тркачка на оваа долга патека, ама многу силна, упорна и храбра да го истрча секој километар со силно темпо. За мене нема назад. Тоа сум јас, вашата Весна Кираџиева, маратонка со олимписки сон. Кралица која ќе издржи па макар го трча и најдолгиот животен маратон. Книгата буквално е почната уште веднаш по издавањето на првата Издржи кралице, со оглед на тоа што е пишувана како еден вид на дневник или мемуар. Буквално е во таа насока, односно се надоврзува на она што е веќе во првиот дел. Пишувана е подолг период, значи можеби 3-4 години, онака една по една статија, како што ми доаѓале идеите, затоа што секоја статија е индивидуална, не е нели врзана една за друга. Меѓутоа, она што ни се случуваше нели во текот на пандемијата ми остави повеќе простор да можам да седнам и фокусирано да го искуцам, да го напишам она што подолго време претходно го имав на ум и секогаш нели имаме обврски, не наоѓаме време да се фокусираме на она што можеби не ни е приоритетно во тој момент во животот, така што јас го искористив позитивно тој период кога бевме затворени дома по цели викенди и по долги часови. Често сме зборувале дека се соочувате со низа проблеми. Значи ли тоа дека конечно кралицата издржа и ги победи сите? Па токму тоа и нели беше идејата на насловот. Прво во еден момент се сомневав во која насока ќе оди, затоа што атлетиката, како што знаеш и ти и од моите претходни наши гостувања, дружења, знаеш дека е во една незавидна позиција и самиот наслов Кралицата ќе издржи наговестува на тоа дека се уште не сме во таа ситуација каде што може да се пофалиме дека кралицата издржала, туку ќе издржи со надеж дека ќе ја подобриме ситуацијата која што долги години па и моментално морам да кажам за жал дека не е она кое што го сакаме ние пред се атлетичарите, атлетските клубови. Ова издање ќе биде достапно за сите буквално, значи нема ограничување, нема да ја читаат само атлетичари, ќе ја читаат и сите останати. Да, тоа и ми беше идејата во самиот контекст на она како ја пишував, да не биде чисто да се пронаоѓаат само тркачи и атлетичари, туку да се пронајде било кој, без разлика еве дали си ти новинар, водител или некој спортист од друг спорт или пак било кој таксист, или било која доктор во друга професија, буквално да се пронајде, само да си ја замени нели именката претходно, па да знае дека можеби самиот тој се пронаоѓа во овие зборови, буквално да се мотивира, да се охрабри за било што во животот. Јас тоа го искажувам преку моето доживување нели пред се како спортистка и атлетичарка, меѓутоа буквално секој може верувам да се пронајде во она што го пишувам и да најде еден вид на мотивација, можеби инспирација за било што да се охрабри да го сработи во својот живот. Ова се само твои искуства или можеби има дел од некој друг? Да, ова се моментално само мои искуства со оглед на тоа што претходната првиот дел Издржи кралица ми беше во коавторство со мојот брат Александар, кој што исто така е нели атлетичар. Ова е буквално мое дело апсолутно, така што ме радува што конечно можеби јас се охрабрив да излезам индивидуално сама како авторка на едно ново издание на книгата. Што ќе им порачаш на сите наши гледачи? Често даваме поттик за помладите да го следат вашиот начин на живот, здравиот начин на живот, да се трнат буквално се и да се посветат на спортот. Да, тоа сакам и да го доловам во голем дел од книгата, затоа што не е само спортот, тука и образованието, тука и читањето на повеќе книги, и тоа се едни моменти кои што не градат како индивиду, и токму тоа сакам да го истакнам и да го посочам и кон помладите, затоа што се повеќе се случува да се изолирани, да седнуваат дома пред компјутер на телефони и да нема таа комуникација, ниту пак интелектуален растеж кој што пак може да се добие и со социјално
социјалното дружење и преку спортот и преку читањето на повеќе книги и преку самото образование, така што тоа ми е уште еден двигател кој што сакав да го доловам во оваа книга, да го истакнам и да го потенцирам како многу важен и посебно ете и за помалите, да кажам, слободно нели може и помлад да се пронајде и да ја најде самата смисла, меѓутоа ете и за родителите кои што на некој начин се тие кои што пред се влеваат таа доверба кај сопствените деца да го истакнат тој момент. Препознатлива си по истрчаните патеки, на што се насочуваш во периодов кој што следува? Имаше успешна 2021 година, меѓутоа зашто се подготвуваш во новата година? Во новата година ќе видиме какви предизвици ќе ми донесе со оглед на тоа што уште за последната трка на Скопскиот маратон како нели наш најголем маратонски настан и моја приоритетна и примарна дисциплина и љубов маратонот. Најавив дека ќе одам повеќе во рекреативните води, дека нема толку професионално, меѓутоа тоа не значи дека повеќе нема да трчам. Јас повторно и се уште и додека можам ќе трчам секојдневно, затоа што тоа е, како што истакнувам, тоа е мојот живот, тоа е она што знам да го правам и ми причинува задоволство, не ми е напор. Во смисла да бидам повеќе во рекреативно, го насочувам на дека веројатно повеќе нема да се борам да имам некои нови рекорди или пак национални титули или пак настапи во репрезентативниот тим, туку повеќе ќе се фокусирам на тоа да ми биде трчањето уживање и секоја нова трка предизвик, бидејќи имам огромна листа на трки, посебно интернационално, како што е на пример Њу Йорк маратон, Лондон маратон, Токио маратон, кои што се едни од најголемите маратони во светот, кои што се уште ми се на листата на неисполнети желби, па ете, тоа ќе ми биде долгорочен предизвик. И за крај уште едно прашање. Успеа ли младите да ја искористат Весна, да искористат во смисла да им го пренесеш своето знаење, а тие подоцна тоа да го приточат во ново, нели, искуство во спортот? Искрено се надевам, нели, тоа ми е секогаш целта, затоа што сум таков тип на личност која што гледа дека идните генерации се оние кои што ние треба да им оставиме нешто и да ги мотивираме и тоа ќе покаже веројатно времето. Јас нели себично можеби ќе си кажувам за себе и субјективно дека сум постигнала нешто, меѓутоа сепак другите тоа треба да го кажат за мене или за било која друга личност, така што јас само можам да се надевам дека позитивно влијам и дека искористуваат и младите во однос на знаење и во спортот, во атлетиката, меѓутоа и преку пишаниот збор. Ти благодарам многу на одвоеното време. Ти посакувам пред се здравје, затоа што нели некако целата година си посакуваме сите да имаме многу здравје, па да се гледаме само за вака убави работи и уште поуспешна година од претходната и се надевам дека како што спомена и ти ќе го пренесеш своето знаење на помладите генерации. Благодарам на издвоеното време на оваа покана и се надевам дека и оние кои што ќе сакаат да прочитаат Кралицата ќе издржи, ќе можат и нели да ја набават и да видат токму зашто се работи, зашто си го потрошивме ова време тука. Кралицата ќе издржи е книга за животот и издржливоста во секој негов аспект, бидејќи животот е маратон, а сите ние сме тркачи кои го бараме светлото на денот. И како што вели Кираџиева, знаеш дека си маратонец кога ќе ти речат вие сте луди. Ама тоа за мене е вистински комплимент. Но оваа кралица издржа многу. Ќе издржи уште повеќе и ќе остане онаму каде што припаѓа. Секогаш на врвот.